Благодарам, почитуван председател на комисијата, почитувани колешки колеги пратеници, почитувани представници на влада. Денес на Комисија за економски прашања е предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за установите. Внимателно ја слушав представничката на владата. Би сакал некои појмови уште на самиот почеток на моето излагање да ги фактички повториме и да прецизираме. Што значи поимот установа? Установа е форма на организирање заради вршење на јавна услуга како дејност која не е подведена под трговска дејност, односно со закон нестопанска дејност и која може со закон да биде утврдена како дејност од јавен интерес. Исто така е многу важно да знаеме дека установите може да бидат јавни, може да бидат приватни и мешовити, односно се зависно од тоа дали средствата кои што се употребени за нивно организирање, односно формирање, се наоѓаат во државна собственост. Тоа значи државата, дека Република Македонија може да формира јавни установи, исто така може да имаме општинска јавна установа, но секако дека и приватна. Исклучително важно е дека во установите имаат органи и тоа се управниот одбор, тоа е органот на управување, директорот и орган за внатрешна контрола или надзорен одбор, секако дека во зависност од статутот и законот на самата установа може да има и формирање на други органи. Сега во предлог на законот е дефинирано за член кој може да биде фактички член на органот за управување и покрај оние општи услови, како што е државјанин да е на Република Македонија, да има стекнато 240 кредити или 7-1 завршен степен, образование во соодветната област, секако и дека во моментот на именување да нема со правосилна одлука, да нема изречена пресуда, казна или прекршочна санкција. Покрај овие општи услови, членовите на органот на управување треба да поседуваат и соодветно работно искуство и тоа е дефинирано да најмалку еден член од органот на управување треба да има 5 години работно искуство во областа на дејноста каде што фактички е сама дејност на јавната установа. Едно лице треба да има 3 години работно искуство во делот на економија и едно финансиско работење и едно лице најмалку 3 години од областа на правните работи. Исто така, покрај овие органот на управување, секако не помалку важен е и надзорниот одбор, каде што треба да спомнеме дека исто важат и тука тие општи услови. Треба да биде државјанин на Република Македонија, да има стекнато 240 кредити или 7-1 степен и во моментот на именувањето да нема за него изрешена судска пресуда. Сето ова кое што е дефинирано во предлог законот, мислам дека и представничката на владата кажа дека се детектирани огромен број на слабости во досегашното функционирање и секако дека потребни се промени. Кои се тие слабости од досегашното работење, а пред се на оние институции како што е владата, кои што фактички вршат назначување или именување на овие лица. Дискреционо одлучување за бројот на членовите, кои што мора да се промени. Нетранспарентната постапка во делот на нивното именување, околу висината на надоместокот. За да биде ова многу поприемчиво за сите овде присутни, ќе кажам дека истражувањето спроведено од Институтот за демократија за именување на раководни позиции во 32 државни предпријатија, од кои што спаѓаат инспекторати, јавни установи, утврдува дека сите, без исклучок, освен еден раководител се избрани без јавен оглас. Значи, без јавен оглас. Станува збор за 26 директори и 12 членови на надзорни одбори. Тоа е сосема доволен пример да се знае начинот на функционирање на владата и зошто треба да дојде час поскоро промени во овој начин на функционирање. Јас во тој начин разбирам овој делот од предлог на законот. Значи, детектирано е и тоа не е од сега, значи и претходно уназад, посебно последните неколку години.
Исто така, во 4 случаи, директорот бил назначен директно. Само една постапка за јавен оглас, а секој пат во 21 случај бил искористен институтот вршител на должност. Зошто се користи институтот вршител на должност, знаеме сите, за да има едно заобиколување на сите оние постапки, како што е, значи, јавниот оглас, како што е поставување на сите оние приложување на документацијата, познавањето на странскиот јазик и секако план и програма за дотичното лице или дотичната персона која ќе оди и која треба да раководи со таа јавна установа, дали има основни базични познавања, дали има визија во кој правец треба да се движи. Исто така, како пример од институтот, е дека се поставени повеќе прашања до раководните лица во државните институции зошто е тоа така. Одговорот, за жал, е дека се сведува на еден исти одговор, а тоа е дека фактички генералниот секретаријат на владата, односно владата, во оние институции кои што се под нејзина надлежност може да именува, назначува заменици, директори, односно вршители на должност. И тука мора да има промена, без да се распише оглас. Тоа е едно од основните придобивки на демократијата, да може преку најавен оглас да се јават повеќе кандидати и да се спроведе така наречена постапка согласно мерит процедурата за избор на оној кандидат кој што ќе биде најдобар. Значи, ако основната цел е да се детектираат сите слабости, тие се веќе детектирани. Меѓутоа, кај владата не остава впечаток до сега во изминатиот период дека може да превземе сериозни чекори во тој правец, да се сопре назначувањето, именувањето на директори без јавен оглас. Мерит процедурата која што треба да се спроведе, треба да стави крај на овој начин на раководење. Намалување на бројот на членовите на управните и надзорните одбори, меѓутоа и во делот на оној надоместок, кој што е дефинирано да не смее да изнесува повеќе од половина од исплатената плата во истата институција во текот на минатата година. Почитувани членови на комисијата, постојано зборуваме за нетранспарентност и департизација. Постојано зборуваме за тоа дека треба на раководните позиции, посебно директори на јавни установи, да дојдат честни, квалитетни кадри. Затоа треба час поскоро да се престане со овој начин на функционирање. Значи, мерит процедурите, мерит постапките мора да не однесат кон тој правец, да може да има една конкурентност, да може секој кој што ги исполнува критериумите да конкурира и да се има една правична постапка при избор на сите оние лица кои што треба да бидат членови на управни и надзорни одбори. Ви благодарам. Благодарам, почитувам.